Чајано 21:30 на Инфомакс YouTube каналот. Јас сум Филип Петровски. Последните две епизоди на широко елаборирав од професорот Дејан Трајковски одредени негови анализи кои што се поврзани со, според мене, измамата на столетието, а представена кај нас како брза пруга со 200 км горе-доле на сат низ Република Северна Македонија. Значи, тоа се бројки кои што се непобитни, анализи кои што се многу корисни, се разбира за оние што сакаат да мислат, да промислуваат, да видат всушност каква е големината на измамата која што е представена на граѓанството како пат во светло иднина, во брзи возови, во одлетување од државата што побрзо. Јас мислам дека владеачката гарнитура има една многу проста логика. Логиката е, не е битно што мислат тие маргината на луѓе што го користат својот интелект, што промислуваат, кои што го користат умот, гледаат дека се работи за една голема измама. Туку е битно онаа бројка која што е под контрола на местните комитети, на штабовите и сличните структури кои што го импрегнираат гласачкото членство, милјето кое што го држи Белата палата. Тие се битни да се проектира врз нив розовата слика. Оти тие се горе-доле и доволни. Значи, не е битно незадоволството, не е битен најголемиот процент на тие што нема да гласаат, не е битно незадоволството на тие кои што можеби би гласале за некои други структури опозициони, затоа што би биле дисперзирани и со тоа сами од себе поништени. Битно е да се држи јадрото на 81,9, ставено во местните комитети, во некакви функционерчиња на локално ниво пред кооперација кои што пијат пиво и го фалат Мицковски. Мислевте дека он се заебава кога збореше кооперацијата, меѓутоа не. Точно знае од кај му излегува силата. Таму пред кооперацијата, пред многуте кооперации, пред многуте местни комитети, ако не ми